Официјално заврши истрагата на местото на настанот, односно во зградата на Октомвриска револуција, во која што живее и градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски. Таму, како што може да забележат гледачите, претходно од инсертите војувањето во 11 часот вриеше од полиција, Министерството за внатрешни работи беше на терен, луѓе од основното јавно обвинителство и од крим техника. Од таму ни потврдија дека се земени сите траги од местото на настанот и се пренесени на дополнителна обработка. Подигнато е и телото кое што е пренесено на обдукција во судска медицина. Потврдуваат веќе официјално од основното јавно обвинителство дека телото е пронајдено токму пред влезната врата на станот во кој што живее градоначалникот Зоран Дамјановски, и оттаму предпоставките се секакви, како што може да се предпостави. Чаршијата во Куманово работи и верзиите се веќе многубрани, меѓутоа официјалните информации се тие што ги кажа и ти, дека утрово некаде околу 7:30 часот е пријавено дека мртво машко тело со прострелна рана во главата е најдено токму во ходникот на оваа зграда. Секако идентитетот дополнително ќе биде откриен, иако во чаршијата тука во Куманово се зборува на големо. Се работи за средовечен маж, некаде на 50 на години, кој што неофицијално во минатото имал известни бизнис врски со градоначалникот Зоран Дамјановски, и оттаму ова може да се толкува како своевидна порака до него. Меѓутоа, како што кажав, ова веќе е во доменот на шпекулациите. Официјалните информации се тие од претходно, истрагата сега продолжува. Како што кажавме, телото е предадено на обдукција, земено е и оружјето и сите преостанати траги, тие дополнително ќе се обработуваат и се разбира ќе дадат дополнителни информации кои што ние во наредните информативни изданија на Нова веројатно ќе ви ги пренесеме.